Вака, се враќаме со следниот час. Инаку додека Лина и Како? учителката Еден по ги еден. отвараат Со новите часови, Ама само да слајчо ви известам. Другарчиња мои, лукерчиња мали, мора, освен што добро треба да ги измиете рацете, мора и добро да го изчистите вашиот мобилен телефон. Знам дека многу го користите и јас многу го користам за снимање влогови и слично. Затоа, секогаш кога ќе го земете телефонот, изчистете го со влажно марамче, забришете го и тој ќе биде добро дезинфициран и ќе бидете заштитени од новиот вирус, од сите бактерии и ќе можете да си снимате влогови и да си уживате. Поздрав, лукери! Сега одиме со нов час. Одиме со математика. Лука, ова е твојот помилен час. Кој сака математика од Лука вас? многу сака А како не? математика. А Лука што би сакал повеќе, множење или делење? Ма, се. Ај ќе пробаме. А да почнеме со музичка, што велиш? Може со музичко, да. Со музичка? Со музичко, може? Да, ајде испеј ми ја таблицата со трите, молам. Како да е? Како? Ова беше многу добро. Ова беше многу добро. Да, тебе ти е добро, затоа што знаеш математика. Јас што не знам математика? Лука, па се договоривме дека ќе учиме заедно, неколку пати сме вежбале. Ајде, ќе ми помогнеш? Ќе ти помогнам секако, јас сум ти другарка. Да испеам таблицата? Ајде. Да испееш таблицата. Не знам таа песна. Не знаеш таа Не песна? знам таа песна. А дали знаеш делење? Ајде да пробаме, може? Може да пробаме. Може. Ајде. Еве вака. Ви имате некаков принцип полесно да ми легне математиката? Имам принцип, еве. Лука, од оваа страна Дојди. ќе учиме Дојди заедно. само да ти објаснам. Погледни. Тука имам бомбончиња. Добро. Еве ќе земам, например, 8 бомбончиња, така? Како ќе си ги поделите ти и Лина заедно бомбончињата? Лесно, јас ќе си ги знам сите или нема ни едно. Сигурно? Дали тоа е фер и другарски? Не. Не. Што велеше другарството? Дека се што имаме мораме да си поделиме. Делиме и исто. Ете така. Извини, малку сакам да се пошегувам, бум. Бидејќи јас сум поголема, земи си едно ти, Лина. Едно ти. Така. Едно ти. Едно ти. Ајде уште поеднаш. Сакаш исти да имаме? Не, се едно е. Јас имав вкупно 8 бомбончиња. Бидејќи сте другарчиња, за да не се скарате, ви ги поделив подеднакво. Да. Добро. Дали добивте подеднакво ист број бомбончиња? Да. Двајцата добивме по 4 бомбончиња. Да. Значи, со ова можам да поставам задача дека 8 поделено на 2 е еднакво на 4. Значи, тука на оваа слика еве погледнете. Има 4 мајмунчиња. Истите се поделени во две групи по 2. Така? Да. 4 поделено на двете групи еднакво на 2. Така. Значи во секоја група има по 2 мајмунчиња. Имаме 15 капки дожд. Така? Истите се групирани во 3 групи по 5. Оттаму вадиме заклучок дека 15 поделено на 3 групи еднакво на 5. 1, 2, 3, 4. Бидејќи во секоја група доколку изброиме има по 5 капки. Добро ова, го Так. сваќам. Го сваќаш? Помалку го сваќам, да. Дали ти олесни малку? Да. Така е. Ова се моите омилени. Капкейк. Мафини. Значи, тука имаме исто. Доколку би имала 6 и би сакала да ви ги поделам подеднакво, како ќе го сторам тоа? Истото што го направивме со бомбоните. Ги делам на 2 групи. По колку мафини ќе имате секој од вас? 3 мафини. 3 мафини. По 3 мафини. Оттаму вадиме заклучок дека 6 поделено на 2 е еднакво на 3. Имаме 3 вазни со цвеќиња. Ама погледнете, во секоја вазна имам по 4 рози. Така? Да. Добро. Значи, ако вкупно ги пребројам, имам 12 рози. 12 рози поделени... Морам да проверам. Ајде, 1, преброј. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, токму така. Истите тие 12 рози поделени се подеднакво во 3 вазни. Оттаму вадиме заклучок дека 12 поделено на 3 е еднакво на 4. За да не ви е досадно дома, може да се потрудите да имате домашна задача. На сето ова
можете и да си нацртате, да ги представите со слика и со цртеж. Задачите. Значи, овие се задачи за вежбање за дома, сите да ги сработиме. Морате, да, следниот час ќе прегледам. Поред, готово. Така, Ќе ги така. препишеш задачите? Ајде, препиши. Готово. А сега да пробаме да решам. Ајде, пробаш. Може, може. Ајде, ќе почнам со... Со која? Па не знам, ајде дайте ми вие некоја. Ајде оваа, например. Ајде со бомбоните, ако ти е Ајде. тешко, бидејќи тешко ти оди математика, пробај Имам со 4 бомбоните. бомбончиња, ми требаат уште 2 бомбончиња. Еве, Еве, Марина, поземи ќе ти две поземи. бомбончиња. И сега треба да ги поделам, значи, на вас две. Така? Добро, Имам 6 бомбончиња. така е. Сега ги поделам исто, да никој да не се лути. Да. Подам едно на тебе, Ето, Добро. така се дели. едно вас, Благодарам. едно тебе. Така, побрзо. Ама не е две, задржи си и подели ги на 3. На два треба Не, да... А, на на два, два? така е задачата. Аха, Ова е 6 задача делено моја, Сега да. имате по... По колку по доби? 3 имате. По 1, три. 2, 3. Значи, 6 делено на 2 е 3. Браво! Јас научив математика, бум, 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 букери. Да учите математика, пошто е интересно и забавно и навистина мислам дека и јас ќе станам многу добар и ќе одам на државен напред на регионален и ќе ги направам најдобрите тестови од сите. Бум, бум, бум. Браво, Лука, и јас ќе ти помогнам за да го достигнеш тоа. Бум, 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 бум. Фала ти, Лина. Што ни е следно? Имам уште на наставнички за Е, па часот еве по сега Лина математика. да реши уште една задача. А јас да решам Ти по една најтешката реши, задача. али, Која е Лина? најтешката? Ти знаеш многу. Еве, нека каже наставничката која е најтешката задача и јас ќе пробам да ја решам. Ајде 30 делено на 3. Ова веќе е сложено. 30 делено на 30 3. бомбончиња. Еве да ви улеснам, имаме- имам 30 денари и треба ние сите тројца да ги поделиме. По колку денари ќе земеме? По 10? Многу е лесно. Ау, да, многу е лесно. 30 делено, па да, по 10. По 10. Да. Браво, Лина. Ја реши. Не беше воопшто тешко. Не Како беше, така ама брзо со ја ваша реши? помош наставнички. Точно, Наставничката ми токму помогна. така. Наставничка да ти помогна, ти многу знаеш. Добро. Ако 10 го поделиме на половина или го делиме на По 2. 5 денари, 5. Дали вака е полесно? Вака е малку полесно, ама мене добро. Добро. Така. Ќе се научам јас, ајде, Лина. Ќе ми помогнеш? Да. Готово. Друго нешто? Завршуваме со овој час? Да. Добро, да видиме дали нешто... Добро. Значи, сега следно после вториот час имаме... Да, идеме со джингл и идеме со следниот час. Или не? Треба уште да го... Ова е третиот час, така? Да. Ова е третиот час. Уф, 3 Значи часа имаме денес, уште кај мене ми многу. треба малку. Имаме уште за кратко една содржина за возрастни, но дека трае таа содржината за возрастни, ние што да правиме на наставнички? Дадете ни уште задачи? Може. Дадете ни Може. уште задачи, ние сакаме Може. да решаваме. Може. Еве тука имаме нешто. Можеме да најдеме. Еве, например, Еве. овие може да ги искористиме, така? Така, да. Така. Еве, вкупно имам колку? 3 3 жолти Жолти и и 3 три црвени. црвени. Во колку групи ми се поделени овие? Тие се поделени во две групи. Во 2 групи. Ама вкупно колку се? Вкупно се Шест. 6. 6 поделено на 2 ќе биде, бидејќи се поделени во 2 групи. Пак Пак е е исто. лесно, 3. 3. 3 има во секоја секоја група. група. Ова е лесно, бидејќи ги имате средствата пред вас Так, и ги гледате. да. Точно Да, така. а така е полесно е кога ги гледаме, значи додека да ги усвоиме, да знаеме, да ги решаваме сите задачи, многу е полесно наставнички така да ги имаме опипливи пред себе предметите. Истото може да го за- вежбате и со моливчиња, со боички, со предметчиња, Со стапчиња, со стапчиња, со се. Значи, јас ова треба да го правам кога имам проблем со делење и со множење. Токму така. Да ги гледам предметите, да земам вистински предмети и да ги видам визуелно за да ги разберам нивните. Добро, готово. Така е. Сватите, јас, мене ми е сега многу лесно. Може и друга задача ми дадете мене сам. Ама Лина, ти не може да одговараш брзо. Може. Нема, јас ќе Доколку? молчам. Доколку не можеш да го најдеш веднаш резултатот на 6 поделено на 2. Добро. Бидејќи 6 бројот е количник,
велиме кој број помножен со бројот 2 ќе го добие бројот 6. И си ја почнувам во себе таблицата со 2. Ајде почни ја барам со 2. 1 по 2. 2. 2 по 2, 4. Добро. 3 по 2, 6. 6. 3 по 2, 6. Дали 6 сте? делено на 2, 3, да. Ете, Да, ете. пак научи уште нешто. Лесно. Леле, Дали е многу лесно ова? Многу е лесно. Ајде друго. Леле, многу е лесно. Дали знаеш веднаш да ми кажеш 25 поделено на 5 колку е? Уф, 1 по 5, 5. Аха. 2 по 5, 10. 3 по 5, 15. 4 по 5, 20. 5. 25 делено на 5 е 5. Браво, Ба! бидејќи 5 по 5 е еднакво на 25. Така е. Браво. Така е. Дечиња, што направивме ние со нашиот повик да ни раскажувате лекции? Дали ревносно ги учите лекциите што ви се зададени од училиште или не? Тоа ќе ги провериме видеата, ама јас да ви кажам една многу важна работа, а тоа е дека се уште можете да ни ги праќате лекциите што ги учите по дома, некоја научена лекција од вашиот умилен или не многу умилен предмет, да се снимате во едно видео од 5 минути и да ни ја пратите на мејлот tvучилница@gmail.com. А сега правиме една мала пауза.